Добар ден на сите. Согласно член 35 од статутот на Советот на општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финанси и буџет на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на општина Битола за потребите на градинките и средните училишта. Точка број 2. Одлука за прифаќање на противпожарна опрема за потребите на ТПП Битола. И точка број 3. Решение за давање согласност на одлуката за оттуѓување и компензација на трапезен единечен лим на Основно училиште Климент Охридски Битола. Кој е за ваквиот предложен дневен ред, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Точка број 1. Одлука за примање на крајно користење на движни ствари на општина Битола за потребите на градинките и средните училишта. Повелете. Добар ден, Јанене. Значи се работи со одлука на влада, ни се доделени 10 прочистувачи на воздух на трајно користење. Така да согласно таа одлука на влада, истите ги примаме како донација и ги распределивме по еден на 6 средни училишта и 4 за јавната установа детска градинка Мајски цвет, бидејќи таму знаете дека за скоро време треба се пушти новата градинка во Мајчин дом Челичка и затоа се овие 4 се доделени токму на ова градинка. Во ред. Прашања? За која градинка само не сватив? За новата? Мајчин дом, да, во Мајчин дом. А немаме друга некоја градинка кај што пример имат проблем Значи, со грејење? сите градинки, Или имат тие веќе? Ови се прочистувачи на воздух. Не, во Значи, ред сите се, градинки... меѓутоа некоја друга градинка кај што имаме поголема потреба, немаме? Не, бидејќи пред, како иди сега, пред некои се 7 години, сите градинки Знам, се колажија дека купивме, кога ни даде донација, знам Да, за кога, тогаш беше, 2017 беше тоа. Да, добро, фала. Некој друг прашање? Бидејќи немате, минуваме на точка број 2. Одлука за прифаќање на противпожарна опрема за потребите на ТПП Битола. Повелете. Добар ден на сите. Ова е одлука од владата за донација на 5 изолациони апарати и една термална камера, кои беа од Дирекцијата за заштита и спасување набавени. Тие ќе ни бидат од огромно значење за пожарната. Ние ја располагаме со 16 изолациони апарати и овие 5 ќе ни бидат уште подобро доколку ги добијаме. Исто така термалната камера ќе ни биде од големо значење заради кога се оди во пожари, во визби, во зачадени простори кај што нема пламен, има висока температура за да детектираме кај се наоѓа точно жариштето. Благодарам. Прашања? Повелете. Не ве слушнав за изолационите апарати. Зашо не ги користите при гасењето? Изолационите апарати ни служат за кога бегуваме во зачадени простори. Во ред. Јас имам прашање, зборуваме за нови набавени или користени од страна на дирекцијата? Овие се нови набавени од дирекцијата што ги чуваа во магазините во дирекцијата во Скопје. Значи од Скопје не ги доделуваат сега во Битола? Да. Исто и камерата е нова, така? Да. Добро. Набавено, а ја чуваја во магазините. И стоеше години и сега со одлука се донесе да се донира во сите противпожарни единици. А досега имавме таква камера или не? Досега немаме таква камера. Имаме една во возило што е од општина Новаци, меѓутоа таа е стара камера. Добро. Некој друг прашање? Ви благодарам за присуството. Пауза 5 минути дори да дојде представник од училиштето. Продолжуваме со работа. Точка број 3. Решение за давање согласност на одлуката за оттуѓување и компензација на трапезен единечен лим на Основно училиште Климент Охридски Битола. Повелете. Основното училиште Климент Охридски Битола
во април месец даде апликација за грант до јапонска амбасада. Тогаш беше претходната директорка. Јас доаѓам во јуни месец. Потоа имаше доста обврски кои ние како училиште ги исполнавме за да тој грант биде добиен. Оваа година официјална информација добивме во февруар-март. Грантот е за промена на кровната конструкција над сите училници и сите ходници во училиштето во вредност од 80.314.000 евра. Во моментот е реализација на тој проект. Во текот откако започна реализацијата на проектот, добивме информација од страна на изведувачот дека наидоа на одредени проблеми и дека она кое тие го проектирале ќе мора да се изведи малце поинаку, односно дека лимот не може да се постави над постоечкиот лим, бидејќи утврдиле дека во одредени делови пред се дрвената конструкција, подконструкција не е во добра состојба и дека ќе мора да се вади лимот, да се појачува таа конструкција, па и одводнувањето да биде поинаку. Го добивме тоа како писмен документ ние, надзорот тоа го потврди. Вадењето само на лимот тие рекоа дека носи некоја нова позиција и дека тој треба да се извади слези и така натаму и дека тоа би можеле да го компензираат со лимот кој го има на самото училиште. Доставија 3 понуди до нас за вадење и за оттуѓување и донесоа понуда за откуп цената на лимот која варира. Во моментот ние се обративме до општина Битола, се обративме до одделението за комунални дејности, градоначалникот и ни беше кажано дека тоа нормално јас не можам да донесам таква одлука, најдобро е да донесе училишен одбор, меѓутоа таа одлука да се спроведи, да се изведи таа оттуѓување и компензација само доколку има согласност од Советот. За ова е информирана јапонска амбасада, телефонски разговаравме, тие телефонски ни рекоја, секојдневно сме во контакти, на 2-3 дена не варат како оди тој проект. Битно е да се изведи квалитетно, битно е да нема каснење на рокот, кој морам да кажам за жал 10 дена, 15 ќе закасни. И дека лимот како лим нив не му представува да нема финансиски побарувања дополнителни од нив како јапонска амбасада. И написмено доколку има некој, ги информиравме ние и написмено, до сега немаме ништо од нив написмено добиено. Така да ситуацијата е таква. Ни рекоа се надеват дека ќе биде проектот реализиран, дека тоа е добро за училиштето, за општината, да нема негативни поени. Во главно информациите се тие. Добро. Значи, фактички нема никакви финансиски импликации, се работи за компензација. Да, нема. Значи, стариот лим би се извадил, би се појачала таа дрвена конструкција, пиши и во нивните понуди, и во понудите кои ги доставија, и во делот каде кај изведувачи ни дават информација дека тоа би се компензирало со лимот, и во нивната понуда за вадење на старата конструкција, спуштање, носење на отпад, напомена дека тоа има некоја разлика од, мислам, 80-90 илјади денари, меѓутоа дека нема да бара дополнително ништо. И дека би го реализирале со овој лим кој ќе остане од училиштето. Во ред. Прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Преминуваме на гласање. Точка број 1. Одлука за примање на трајно користење на движни ствари на општина Битола за потребите на градинките и средните училишта. Кој е за, ве молам да крени рака. Да. Едногласно. Точка број 2. Одлука за прифаќање на противпожарна опрема за потребите на ТПП Битола. Кој е за, ве молам да крени рака.
едногласно, и точка број 3, решение издавање согласност на одлуката за отуѓување и компензација на трапезен единечен лим на Основно училиште Климент Охридски Битола, кој е заве, молам да крени рака. Едногласно, со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.